Рокфест ќе стане најдолгиот и најдлабокиот подморски патен тунел во светот, со должина од околу 27 км и длабочина до 392 метри. Проектот е дел од модернизацијата на главната рута Е39 и има цел да го олесни сообраќајот по западниот брег на Норвешка, кој досега зависи од фериботи и временски услови. Со изградбата, патувањето меѓу Ставангер и Берген ќе се скрати за околу 40 минути, а сообраќајот ќе стане побезбеден и поефикасен. Тунелот треба да биде завршен до 2033 година и представува една од најголемите инфраструктурни инвестиции во земјата. Тесла Модел Y повторно е најпродаван автомобил во Европа во март, со над 33.000 регистрации и силен раст на продажбата. Тесла бележи закрепнување и со Model 3, додека конкуренцијата останува силна со модели како Renault Clio и Nissan Qashqai. Истовремено, електричните возила бележат раст од 51% на европскиот пазар, а нивниот удел достигнува 22% од вкупната продажба. Растот се поврзува со поскапувањето на горивата и зголемениот интерес за поеколошки транспорт.